Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Средечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта од Квадарци. Еве ја започнуваме ова наша утринска програма, прва во ова нова година. И на почетокот би сакал уште еднаш да ви ја честитам на сите вас кои ја следите ова емисија, новата 2023 година, со многу здравје, многу љубов и со многу Божи благослови. Честитки и до оние кои денеска го прославуваат вториот ден од Христовото раѓање Божик. Позади нас се веќе празниците, нова година и оној другиот Божик кој некој го прославува на 25 декември. Еве, веќе и овој Божик полека изминува, така да многу празници имаше и денеска за многумина од вас е првиот работен ден во ова календарска година. Како и да е, почитувани пријатели, драги гледачи, денеска ќе другаруваме во нашата и ваша емисија Добро утро на радио Глас на надежта, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска е 9 јануари, понеделник. На почетокот, драги, проследиме сервисните информации. После топлите денови, за нова година имавме навистина релативно топли денови, па и за Божик. Веќе прогнозата за денеска и за утре ни се најавува промена на времето. Еве како гласи временската прогноза. Предпладне поодделни котлини со појава на магла и ниска облачност. Попладне најпрво во западните, а во текот на ноќта и во останатите делови ќе има повремени врнежи од дожд, а на планините снег. Ќе дува слаб до умерен вдолж поврдарието засилен ветер од југоисточен правец. Во Скопје предпладне со појава на магла, а кон крајот на денот и во текот на ноќта со повремени врнежи од дожд. Гледајќи ја картата на Македонија и температурите кои се предвидуваат за денеска, тие гласат вака. На крајниот западен дел од нашата земја ќе имаме температура од +1 до 6 степени денеска, во Скопскиот регион од -2 до 5, променливо облачно ќе биде, во Команово постудено од -3 до 10 утрово, а во текот на дента ќе биде и потопло. Во Беровскиот регион утрово беше најстудено, -6 до +7 степени. Во Кавадарци беше исто така релативно утрово свежо, -4 до 7 ќе се искачи дневната температура, а во Гевгелија од 1 до 10 степени, во Пелагонија, Битолско-Прилепскиот регион од -6 до 5 степени. Во Охридскиот регион температурата ќе се движи од 0 до 8 степени. Што се однесува до времето за утре или утрешната прогноза, ќе биде слична. Ќе имаме, врнежи од дожд на секаде, температурата ќе биде малце во благо покачување, мислам на она утринската, а дневната ќе биде највисока до 10 степени во Гевгелискиот регион. Во останатите делови на нашата земја температурите дневни ќе бидат под 10 степени. Во Кавадрици ќе имаме од 0 до 7, во Скопје од 2 до 6 и така натаму. Претежно облачно со повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Ќе дува умерен вдолж поврдарието повремено засилен ветер од северозападен правец. Во попладневните часови, особено во западните делови, врнежите ќе се претвараат или ќе преминуваат во снег на повисоките места, но може да
se sluči i na poniskite mesta da provejova slab sneg. Kako je da je, nije se naogjeme vo zimskiot period, nije se naviknavme da imame toplo vreme, međutim, znači zimata treba da si gi pokaže što se veli i svojite zabi. Ubova da padne sneg, da zavarne sneg, da go pročiste vozduh od bidejki. Gledajke je ovde izveštajte od merната stanica во Кавадарци, имаме релативно екстремно загаден воздух денеска во Кавадарци. Ове денови бевте сведоци, почитувани гледачи, на сите информации кои ги кажува во Македонија, многу градови беа навистина екстремно загадени. Поради маглата, значи имаше ниска облачност, магла и затоа тој смог кој го испуштаат печките, шпоретите и се она што луѓето го ложат, не може да се раздвижи во природата, туку паѓаше доле ниско поради густата магла. Како и да е, пред нас е еден нов ден, работен ден, понеделник, така да го искористиме се уште убавото време, бидејќи, како што и спомнавме, се најавува заладување и промена на времето. Сепак може да споменеме дека ова зима ја започнавме со топли денови со позитивни температури, но како е да е, веќе денот се зголемува, некаде околу 20 минути, денот е зголемен така полека, ете размислуваме и за оние потоплите денови кои ќе дојде секако и пролет. Еве, почитувани гледачи, тоа беа сервисите почетни информации. Одиме сега со една убава песна да ве поздравиме и да ја отпочнеме оваа наша утринска емисија. Исус од небото дојде, од гревот не избави, за нас тој на Голгота појде, таму распнат на крстот е. Нешто поголемо, гревот да го откупи, да Исус е тој, што умре за нас, на овој свет зборува. Очево крв врела тече, а тој моли татко свой. Нека секој што бара прошка, биде со мене в царството. Нешто поголемо, гревот да го откупи, да Исус е тој, што умре за нас, на овој свет зборува. На овој свет зборува, тој крст Голготски.
после ова песна, еве неповторно во живо, во нашата програма, следува рубриката Капки на мудроста. Ово утро би сакал да прочитам неколку интересни капки на мудроста, кои верувам ќе бидат интересни за сите вас, почитувани гледачи. Мудриот човек ги чува своите мисли во главата, лудиот на јазикот. Брчките се патеписи на животот. Не моли го Бога да ти го олесни товарот, туку моли го Бога да ти ги зацврсти плешките. Само раката на пријателот го вади трнот од срцето. Убавата жена е добра 3 месеци, а добрата жена е убава цел живот. Човек мора да биде доволно голем да ги признае своите грешки, доволно паметен од нив да има корист и доволно силен за да ги исправи. Среќата секогаш изгледа мала кога ја имаш во раците, но пушти ја и ќе ја видиш низината големина. Еве уште една капка на мудроста. Колку се повисоко леташ горе, толку се помал им изгледаш на тие долу. Одиме понатаму да прочитаме делови од Светото писмо, од Библијата. Ово утро го читам 34-тиот псалом. Ке го величам Господа во секое време. Пофалбата за него ќе ми биде постојано на устните. Со Господа ќе се фали мојата душа, нека слушнат угнетените и нека се радуваат. Славете го Господа со мене, да го величиме заедно неговото име. Го барав Господа и тој ми одговори, од сите мои стравови ме ослободи. Блескаат оние кои во него гледаат, лицата никогаш од срам не им поцрвенат. Сиромавиот повика и Господ го чу, од сите негови неволи го избави. Ангелот Господов се улогорува околу оние кои него го почитуваат и ги закрилуваа. Проверете и уверете се дека Господ е добар. Среќен е човекот кој кај него си наоѓа прибежиште. Почитувајте го Господа сите вие, свети негови, зашто на тие кои него го почитуваат, ништо нема да им недостасува. Лавовите може да премалат и да прегладнат, но на тие кои Господа го бараат, ниедно добро нема да им недостига. Дојдете, слушајте ме, чеда мои, ке ве научам да го почитувате Господа. Човек што си го сака животот и сака да доживее многобројни и срекни денови, нека си го варди јазикот од зла дума и устните од лага. Одвраќај се од зло и прави добро, барај мир и стреми се кон него. Над праведниците бдеат очите Господови и ушите негови кои кон нивните повици. Против злосторниците Господ ќе се сврти, споменот за нив од земјата ќе го истреби. Праведниците повикуваат и Господ ги слушна, од сите нивни неволи ги избавува. Господе, присен со ранетите срца, ги спасува оние со ранет дух. Многобројни се неволите на праведникот, но Господ го избавува од сите нив. Тој ги штити сите негови коски, ниедна од нив нема да се скрши. Злиот ќе биде уништен од злото, непријателите на праведниците ќе бидат казнети. Господ ги спасува душите на своите слуги, нема казна за оние кои во него наоѓаат прибежиште. Еве тоа беше 34-тиот псалом, почитувани гледачи, напишан од страна на царот Давид. Тој овде го искажува својот копнеш, својот славопој за Божјата правда и за неговата добрина. Нека овие зборови не пратат и во овој прв ден работен во ова нова година, понеделник, да навистина Господ да ги спаси душите на своите слуги, зашто овде вели Давид, нема казна за оние
koji vo nego naogjad pribežište. Neka i deneska naše to pribežište bide vo Gospoda. Odime сега повторно со песна. Na Golgotu gdje Sina Božjega za sve loše i grehotu što učinio sam ja, zalud tuga srca moj, sve je učinjeno znam, za me život dade Bog, njemu predajem se sam, za me život dade Bog, njemu za to hvala sam. Zbog grijeha tvog i moj, odnio je bolija, za me život dade Bog, njemu za to hvala sam. I zbog grijeha tvog i srca moj, sve je učinjeno znam, za me život dade Bog, njemu predajem se sam, za me život dade Bog, njemu za to hvala sam. Zbog grijeha tvog i moj, podnio je bolija, za me život dade Bog, njemu za to hvala sam. I zbog grijeha tvog i moj, podnio je zbog grijeha tvog i moj, podnio je bolija. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, сакам да ве поздравам сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата утринска емисија. Поздрав до гледачите од Македонија, од соседството. Имаме гледачи од Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија. Тоа се поранешни републики во заедничка Југославија кога живеевме, но имаме гледачи од Германија, Австралија, Америка и од многу други меридијани во светот. Ова емисија се снима и може да ја погледнете и во другите делови од денот на нашиот YouTube канал Радио Глас на Надежта. Следува рубриката Вести од светот. Денеска имаме повторно вести од Танзанија, интересно искуство на младиот човек по име Джейкоб. Да го проследиме неговото искуство. Пастор или политичар? Джейкоб почувствувал дека Господ го повикува да стане пастор кога како 7-годишно момче живеел во Танзанија. Меѓутоа, во неговите тинеџерски години тој не бил сигурен дали би сакал да биде пастор или
političar. Znajte, decata ušte od mali noz imat nekoj svoje ambiciji, nekoj saka da bude policajac, nekoj da bude političar, nekoj da bude lekar, odnosno doktor, nekoj da bude šofer. Mnogo deca saka da bude šoferi, da vozat kamioni. Međutim, koji je porasna, već je ta nivna ideja se menova. No, evo i ova momče živelo u Tanzanija, koga imalo 7 godini, sakalo da stane pastor. Pa to da bude političar se činio pojednostavno. Znači i političar i pastor sakal da bude. Međutim, kako političar mu bilo polesno da stane. Zato go stavil Boga na test. Jacob se součil su silen pritisok da vleze u politikata. Nekoliko političari go povikale da im se pridruži vo rabotata. Tije gi prezentirale svojite stavovi mnogo mokno. Mu rekli na Jacob deka gi pokažuva glavnite karakteristiki na jedan dobar političar, vilejki mu deka rabotata ke stane polesna, a platata visoka vo tekotna vremeto. Nivnite ponudi se kosile su njegovata želba da odestvo da stane propovednik, odnosno pastor. Pokraj toga, to je ne možel da najde sredstva za da gi prodolži studijite na univerzitetu od Aruša, jedinstveniot adventistički univerzitet vo Tanzanija, koji obezbedova obuka za pastorite. Mu bile potrebni dosta sredstva za da gi pokrije trošocite za studiranje, smestuvanje i hrana. Toj ne smetal deka gi ispolnova uslovite za državneta finansijska pomoć ili stipendije. Ne se nadeval deka može da uspeje da dobije takva stipendija. Rešil da go provjeri Boga. Toj se potpiral na Božito vetuvanje od Malahija, kada što pišova, donesete gi svojite desetoci u voriznicata, pa da ima hrana vo moj dom, a potova ispitajte me, veli Gospod Savaot, zar nema da gi otvorite nebeski, za da izlijem blagoslov na vas, pa da imate i na pretek. Malahija 3. glava 10. stih. Toj se molil na Boga, dragi Gospode, ke go čekam povikot da li da stanam političar ili da se priključam na tvoje to delo, ke go prifatam onoj čiji povike dojde prv. Mu se činilo da ima pogolema verojatnost da dobije povik za politikata otkoliko za religijata. Nabrgo po ta molitva toj dobil telefonski povik od oblasni od pastor, koji go povikal da propoveda v jednu od njegovite crkvi vo prvata sabota. To je go prihvatil povikot. Po propoveta ta sabota bil potiknat od prekrasnite emociji koga vidjel vernicite od crkvata i propovednikot, po njegovata propoved mu se zablagodarile na Boga za prisustvoto na Jacob. Počnal redovno da propoveda vo različni crkvi. Potom dobil povik da raboti kako pomoćnik pastor vo jedno osnovno učilište. Po izvesno vreme počustoval povik da formira medijumska IT kompanija. Ja napušćal rabotata kako pomoćnik pastor, molejki se na Boga da iskoristi njegovata kompanija za da obezbedi sredstva za pokrivanje na trošocite na univerzitetu od Aruša. To je se molil na Boga da obezbedi dovoljno sredstva, za da ne mora da bara pomoć od nito jedan vernik od crkvata. Gledam deka me povikovaš da ti služam, zato te molam, Gospode, da mi dadeš ohrabruvanje deka ke možem da gi pokrem trošocite za školarina, smestuvanje i hrana na univerzitetu. Naskoro, njegovata kompanija pošla da zarabotova dovoljno pari, taka što to i možel da izdvoji pari za studiranje. Sredstvata za studiranje mu ponudile i nekoliko njegovi prijatelji koji živele vo stranstvo. Jacob se prašoval da li je vreme da se zapiše na teologija na fakultet. Potom dobil povik da služi kako pomoćnik pastor vo crkva vo blizina na univerzitetski od kampus. Ovo bilo mnogo neobično. Videjki obično takvi pokani dobivaju samo diplomirani teolozi. Go prihvatil povikot i istovremeno se zapišal na teologija. Deniska toj završava svojite studiji. Njegovo to propovedanje veke ostava golemo vlijanje vrs mladite. Serijata predavanja što je održal za praktična vera i za sekodnevni život bija mnogo dobro prifateni, a sega sakada napiše knjiga na ova tema. Koja ke pogledne nanazad,
na svoj život, bez nikakvo somnevanje, gleda дека Бог го повикал да служи уште кога имал 7 години. Серијата чуда што се случија во мојот живот сведочат дека Бог ме повикуваше уште како мало момче. Ова покажува дека Бог ги повикува младите луѓе да се вклучат во неговата служба во секое време. Вистина, убаво искуство на ова младо момче, кое уште од мали нозе размислувало да биде пастор. Животот го водил ни секакви премрежи, ни секакви проблеми. Еве, формирал компанија каде што заработил и средства за самиот да се школува. Еве неколку мисионски информации за Танзанија. Христијанството е најзастапена религија во Танзанија. Околу 60% од жителите се сметат себе си за христијани, од кои 27,7% се протестанти, 25,6% католици и 36% од населението се декларираат како муслиманско население. 2% ги практикуваат традиционалните африкански религии, 1% непознато. Неофицијалното национално јадење во Танзанија е угали, кашата направена од брашно од просо или сирково брашно. Еве, тоа ме подсетува како на нашиот качамак или баркадан. Значи, и кај нас се користи во Македонија, како овде што вели угали каша, направена од брашно од просо или од сирково брашно. Значи, од пченкарно брашно и ете и во Македонија има некое слично национално јадење, иако гравот е, може да кажеме, повеќе застапен. Како и да е, денеска ги проследивме овие интересни вести од Танзанија на момчето по име Джейкоб, кој се двомил дали да стане пастор или политичар. Можеби политиката носи повеќе пари, меѓутоа да се клониме, да бегаме од политичарите, односно од политиката, зашто сепак за христијаните не е политика. За христијаните еден мирен живот, побожен живот, човек да се работи поштено, честно, додека во политиката знаеме, почитувани гледачи, што се случува и овде кај нас во Македонија и воопшто во светот. Еве, толку за денешните вести кои ни доаѓа од Танзанија. Одиме сега повторно со песна. У вашите клуби имате песни, може да пеете заедно со нас. Океј. Дојдете да се поклониме, да славиме в Негова чест, детенце мале
Продолжуваме со нашата програма. Почнуваме гледачи следова рубриката Искуство или настан кој се случил во минатите денови. Вчера една информација беше споделувана во Македонија, барем на Facebook и на останатите социјални мрежи, под наслов скандалозно. Во таа информација беше споделено како татко и син или татко со своите деца пали Библии испечатени овде во Македонија, претежно Новиот Завет. Во христијанскиот свет ова информација предизвика револт, затоа што се слуша и глас на таткото, има и видео, сега да не го пуштаме, може да го најдете вие на интернет, меѓутоа ќе прочитам само неколку податоци. Дневните весници и електронските медиуми во Македонија тоа го пренесува. Како тие лица се слуша и гласот, се представуваат како верници на една голема христијанска заедница во Македонија. Името нема да и го спомнам, зашто таа црква воопшто не виновна, меѓутоа тие се представуваат како верници на таа спомната заедница. Повикуваат на палење и палат Библии за деца, само затоа што биле напишани од автори кои не се од таа нивна вероисповест во која тие припаѓаат. И овде е споделено на YouTube видео како палат со кибрити, неколку пати покушаваат и не можат да ги запалат тие Библии, бидејќи не успеале. И тие тука кажуваат, ѓаволски се тие книги и така натаму. На ваквата скандалозна постапка реагира неколку христијански заедници во Македонија. Во видеото, кога не се пали веднаш Библијата, вели едниот, значи, во видеото се слуша тој глас, од клетите не ќе ни да гори. Еден куп други на објават исто така луѓе повикуваат да се спалат, искинати или закопати ги Библијата. Значи, таткото вели на децата или упатува порака преку ова видео, ако добиете такви Библии, спалете ги или фрлете ги. Иако ова Библија е печатена во Македонија со благослов на еден црковен отец и со благослов, односно со одобрение на Сдруженијето, Библиското здружение. Јас сега моментално немам овде таква Библија, иако ги имаме, тоа е една Библија за млади, имам друг Нов Завет, исто така печатена во Македонија, јас на крајот ќе ви ја препорачам и ова книга, овој Нов Завет. Значи, почитувани гледачи, една е Библијата за сите верски заедници. Ја не знам каква омрза се создава кај поедини верници кои се нарекуваат поборници на вистината. Тие не се поборници на вистината, туку поборници на лагата, на ѓаволот. И не знам зашто така се влева омрза кај децата да ги мразат другите деца. И затоа ме потикна утро да зборувам на тема секта или црква. Кога уште бевме мали ние, таму од мојот роден крај, кога одевме на училиште или кога се дружевме со други деца, често пати бевме нарекувани секташи, затоа што имавме друг поглед кон верата, друг поглед кон Бога од она традиционалното. И ден денес, на жалост, кај некој се создава тој јаз, таа провалија меѓу едните и другите, само затоа што припаѓаат на некои помали верски заедници. Библијата тоа не го учи. Библијата не учи да се сакаме сите, без разлика каде и во што припаѓаме, боја на кожа, на раса, на јазик. За Бога воопшто тоа не е важно. Еве, во наредните неколку минути би сакал, почитувани гледачи, да ви појаснам и да ви пренесам неколку факти, да знаеме што е тоа секта или црква. Називот секта не потекнува од латинскиот збор секаре, што значи одсечен, одстранет, одвоен, туку од латинскиот збор секуе, кој значи дел, од, да следиш, да пратиш одредени начела. Секта е група на луѓе кои имаат заеднички мислења, доктрини и верувања. На жалост, денески од свештени лица велат, оставите ги, тие се секташи. Значи, зборот секта се користи како нешто да се омаловажи, да се понези, нешто е отпад. Тоа денеска, на жалост, така го тумачат, што е погрешно. И самите ќе видите во овој текст што сега ќе го пренесам. Во таа група се вбројуваат сите верски заедници, посебно
помалите групи кои се одвоиле од званичните цркви. Секти постојат во политиката, науката и религијата. Ние ќе се задржиме на сектите во христијанството. Воопшто не е зборот секта нешто страшен збор. Не треба да кон зборот секта гледаме со омаловажување или отфрлување. Секти како организирано тело. Уш од времето на јудаизмот постоеле разни секти, како што биле фарисеите, садукеите, есените, па и христијаните. Бидејќи и нив ги нарекувале секти, може да прочитате во дела на апостолите во 5 глава 17 стих, 15 глава 5 стих и така натаму. За изразот секта, кој се споменува во Библијата, во нашите преводи се употребува зборот ереси или странки. Апостол Павле бил обвинет пред судијата Феликсон и оптужен дека е водач на секта. Дела 24 глава 5 стих. А всушност тоа била христијанска црква, значи евреите Христовата црква ја нарекувале секта. Сектите како дел од црквата. Како што видовме, фарисеите, садукеите и есените биле секти во јудаизмот, но не биле одвоени, туку дел од јудаизмот. И денес во многу религии, во исламот, будизмот, како и во христијанските цркви постојат секти, многумина се дел од црквите, додека некои од нив потполно се одвоиле. На жалост, на нашите простори во Македонија често пати се припишуваат неточни атрибути за сектите како лажно учење, отпад, ереси, нешто страшно. Неопходно е да знаеме дека скоро сите религии отпочнале како секти, па ни христијанството не е изузеток. Христос во почетокот околу себе имал мала група од 12 ученици кои го представувале езгрото на почетокот на христијанската црква. Меѓутоа, иако се разликувале во верувањето и учењето, се уште делувале во рамките на јудаизмот, значи не биле целосно одвоени. Затоа, кога станува збор за христијанските секти, тоа не значи дека мора да биде во прашање лажна наука. Во некои случаи и сектата во односот на повеќето може да биде во право, да има подобра или права наука. Тоа го потврдил и самиот Исус Христос и првите верници на црквата. Интересна дефиниција дава Оксфордскиот речник за името секта. Да видиме што пишува во тој речник. Тоа се луѓе кои припаѓаат на одредена група кои има другачие сваќање од она во истата религија. Тоа е дел од фракција или фракција од истото религиозно тело. Значи, тоа се слични луѓе, може би различити во некои мали тумачења. Значи, според ова дефиниција, сектата е дел од црквата и во католичката енциклопедија се истакнува дека многу секти се развиваат во самата црква. Во земите каде што постојат национални цркви, како што е православната во Македонија, во Србија, католичката во Хрватска, англиканската во Англија, во која група можеме да ги сврстиме помалите верски заедници? Обично се мисли да се што не припаѓа во државната црква се секти. Меѓутоа, ако овој шаблон го применуваме во Соединетите Американски држави или во Северна Америка, каде што нема државна црква, во која група во тој случај ќе ставиме сектата или сектите? Како што можеме да приметиме, не е лесно да се одвои сектата од црквата. Некогаш заедницата која нарекуваме секта по науката која ја застапува може да биде црква. Дали малцинството ја прави разликата помеѓу црквата и сектите? Некои христијани сепак мислат дека е лесно да се направи разлика помеѓу секта и црква. Тие велат се што е помалубрајно, оно што е одвоено од црквата и секта. Значи, некои така го тумачат, па ете и овде во Македонија, ако си одвоен од традиционалните цркви, од оние големите, како да ги наречеме, ако си помала верска заедница, те нарекуваат секта, како нешто страно тело. Дали ова размислување може да се потврди во Библијата? Како што нагласивме погоре, Христос ја основал својата црква во јудаизмот, која до ден денес во своето учење го сочувало она што и јудејците верувале. Во своето постоење, односно во своето учење,
Tije samo go otvrdile ono što našlo svoje isполнување во жртвата на Исус Христос. Тоа се тие старозаветни обреди кои биле во Стариот Завет и престанале со Христовото доаѓање, со Христовата смрт и воскресение. И таа нова група на христијани тоа го отфрлиле, меѓутоа од она традиционалната група на јудеистите биле наречени како секта. Некои мислат дека христијанската адвентистичка црква е секта затоа што е помала од православната црква. Ако е така, што би се случило ако православната црква ја споредиме со католичката, која скоро 3 пати е поголема од православната? Која е во тој случај ќе биде секта, а која ќе биде црква? Целото христијанство брои околу 2 милиарди верници, додека нехристијаните ги има 2 пати повеќе, а сега може и 2,5 пати повеќе. Зато еден екуменски теолог изјавил дека целото христијанство е само една секта, заедница во нехристијанскиот свет. Сето тоа сведочи дека не е лесно да се одреди која верска заедница е секта, а која црква. Изразот секта според Римската црква се однесува на сите религиски организации кои се одвоиле од низината заедница. Тоа значи, според католичката дефиниција, називот секта се однесува на сите други христијански цркви, и на православната, лутеранската, баптистичката, адвентистичката и така натаму. Во секој случај, ова дефиниција не е точна и не можеме да ја прифатиме. Еврејскиот збор кахал во превод на грчки е зборот еклесија, што значи повикување надвор, друштво на верници или црква. Секогаш кога една група на верници се состанувале, тие правеле црква без обзир на нивниот број, било да имало 5, 10 или многу повеќе. Исус тоа го ветил, каде што се 2 или 3 собрани во моје име, таму сум јас. Матеј 18:20. Таму каде што е Бог присутен и едноставното место станува свето. Тоа најдобро го сведочи Мојсеј кај капината во 2 книга Мојсеева, 3 глава. Таму тој, знаеме, го сретнал и самиот Господ. Таму каде што е Бог присутен и обичните грмушки се свети. Иако Мојсей бил сам, местото каде што Бог се јавил станало свето место. Новиот завет ја споредува црквата со тело, кој има многу органи кои служат едни на други. 1 Коринтјаните 12 глава 13 стих. Апостол Петар црквата ја споредува со грагевина. И сега еве неколку белези на сектата. Тешко да се повлече линија помеѓу црквата и сектата. Еве неколку белези како да ја препознаеме сектата. Прво, сектите обично се бројчено мали и заземат мала територија на простор. Второ, со сектите управуваат лаици, а не организирани проповедници. Трето, тие имаат училишта во кои се школуваат идни теолошки кадри, затоа нивните учења, доктрини се нестабилни и немаат теолошки училишта. Значи, тие немаат училишта, немаат теолошки факултети каде што се образуваат проповедници и затоа таквите учења на сектите се нестабилни. Кога ќе умре водачот, умира и науката. Доаѓа нов водач, се формира нова наука. Четврто, сектите се појавуваат во едно подрачје. Некои траат подолго, некои одумираат, кога ќе умрат нивните водачи, а некои траат подолго. Пето, сектите немаат добра организација и затоа тешко се шират на територија на друга земја. Шесто, некои секти се спротивставуваат на државните власти. И седмо, некои секти покажуваат нетрпеливост кон другите религии, но ова обележје го имаат, на жалост, и некои цркви. Еве, видовме разлика помеѓу црква и оние кои се навистина секти. Сектите се како метеори, како сателити. Сега се појавуваат, утре ги нема. Меѓутоа, црква, иако е помала верска заедница, која е организирана како тело, имаат значи, и своји проповедници, своји пастори, свој управа, не може да се наречат секти и тие се цркви. Како е да е,
почитувани гледачи, не треба да мразиме, не треба да понижуваме никого, секој пред Бога е вреден. Дали е еден, двајца или тројца, како што читавме во текстот, Исус рекол, кај што се двајца или тројца, јас сум помеѓу нив. Битно е дали се почитуваме како луѓе, да не ги палеме Библиите, да не ги учиме децата да палаат Библија, Свето писмо, зашто ова е света книга дадена од Бога. Секако тоа е хартија, отпечатена и дадена на луѓето, подарувана е на многу деца ова Библија, зашто е званична Библија, Новиот Завет. Меѓутоа, еве има такви фундаментални размислувања кај некои, да ги наречам, така наречени верници, кои ги учат своите деца да ги палат Библиите, да ги мразат другите деца кои читат исто Библија, може би припаѓаат во некоја друга организирана црква на овие простори. Еве, тоа беше моето размислување кога станува збор за црква, односно за сектите. Одеме сега со уште една песна да ве поздравиме сите вас, почитувани гледачи. Еве не повторно во програма, почитувани гледачи, следете утринската програма на Радио Глас на надежта. Добро утро, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве полека дојдовме и до темава за ова утро, кратка тема од Библијата која носи наслов Добри односи. За бродовите важи правилото дека бродот што има поголема маневрска моќ мора да го пропушти помалку подвижниот брод. Тоа е добро правило што треба да се следи и во секојдневниот живот. Кога во хармоничните меѓусобни односи ќе се заекнат судирите, примената на ова правило ќе донесе изворени резултати. Да се сочуваат добрите односи на немирното море, на човечките желби не е малечок подвиг. Аристотел истакнал дека човекот всушност не поседува добродетел се додека не ја примени во животот. Иако оно што го зборуваме и што го правиме има длабоко влијание врз оние што не обкружуваат,
Той има уште поголемо влијание врз самите нас. Телото и умот, постапките и ставовите, плановите и мислите цврсто се поврзани. Еве една прекрасна приказна за вредноста на обидите. Еден ден во ординацијата на еден прочуен психијатер влегла една млада жена. Низиниот брак станал несигурен и сакала да се разведе. Меѓутоа пред наполно да го напушти својот маж, топло сакала жестоко да го навреди. Го мразела со сето срце. Поради тоа дошла да побара совет од психијатерот. Јас ги познавам луѓето, рекол психијатерот, затоа можам точно да ви кажам како навистина ќе го навредите својот маж. Останете со него отприлика уште 3 седмици. За тоа време постапувајте со него со лажна љубезност. Нека биде обземен со лажна мисла дека искрено го сакате, а потоа одеднаш изменете го своето однесување и станете студени како мраз. Тоа ќе го навреди до коска, меѓутоа раскинот мораме да го планираме многу поподробно, дури кога ќе го остварите своето дело на одмазда над неговиот самоуверен ум. При разделбата морате многу повеќе да го поценувате и да го навредувате, но имајте на ум дека својата одмазда што тука ја почнувате и затоа бидете љубезни и добри кон него. Потрудете се вашите постапки да бидат убедливи. Жената го прифатила овој план, сметала дека е добар и сообразен со низините цели. Мошне, совесно и точно ги следела упатствата на психијатерот. По извесно време повторно дошла кај психијатерот. Дали точно постапивте според моите упатства, ја прашал. Да, постапив точно како што ми кажавте, одговорила таа. Сега е потребно да го одредите датумот на разводот, додал лекарот. Да се разведам? Зошто би го напуштила мојот маж? Јас го сакам, никогаш не сум го сакала толку како сега. Лекарот што ми ја раскаже историјата за овој настан не навлегуваше во сите подробности со кои би можел научно да ја потврди неговата веродостојност, но ја истакна значајната вистина. Овој случај илустрира безброј слични искуства од вистинскиот живот. Многу совети што ги кажал Соломон го сочувале своето значење и му донеле голема слава. Ако внимателно ги проучуваме, ќе заклучиме дека повеќето од нив потекнуваат од искуствата на чистиот и здрав разум. Благиот одговор го стивнува гневот, а грубиот одговор разгорува срдба. Мудри изреки 15 глава, 1 стих. Времето не успело да ја намали мудроста на ова тврдење. Благите зборови можат да создадат чуда во нашите меѓусебни односи. На некоја жена што била советник на еден мал хотел, по телефон и е упатено непристојно прашање. Колку чини едно пренокиште во вашата малечка свинска кочина? Брго одговорила, 7 фунти за првата свиња и 3 фунти за секоја дополнителна свиња во истата просторија. Колку свињи имате во својата група? Сите не можеме да смислиме ваков одговор на навредливото прашање што ни е поставено. Остриот и згоден одговор обично ни паѓа на памет дури откако ќе помине решителниот миг. Што добиваме ако на навредите одговараме нељубезно? Во секојдневните односи со другите луѓе нас треба да не раководи начелото што е втемелено врз искуството дека никој не е совршен. Секој од нас има добри и недобри црти во својот карактер. Ако кај другите го бараме и го издигнуваме она што е добро, го издигнуваме доброто што се наоѓа во нас. Некој непознат поет тоа го напишал со следниве зборови. Еве ќе прочитам. Малку повеќе нежност, малку помалку догми, малку повеќе несебичност красна, малку помалку алчност гнасна, малку повеќе ние, малку помалку јас,
malku poveke smev, malku pomolku plač i grev, malku poveke cveke, za životo da sveti i da bide kako raj, i malku pomolku venci sveki na grobištата za životni od kraj. Еве, овој поет, таа вистина ја преточил со овие реченици што ги прочитав сега, почитувани гледачи, верувам дека се убави, да ги повторам уште еднаш. Малку повеќе нежност, малку помалку догми. Малку повеќе несебичност красна, малку помалку алчност гнасна. Малку повеќе ние, малку повеќе јас. Малку повеќе смев, малку помалку плач и грев. Малку повеќе цвеќе за животот да свети и да биде како рај. И малку помалку венци свеки на гробиштата за животниот крај. Еве, тоа беше кратката утринска порака, во која се потсетивме колку е важно да бидат нашите добри односи на едно високо ниво. Еве, ќе одеме сега со уште една песна. Не знам дали од режија приготвен, меѓутоа во претходната емисија, почитувани гледачи, ја спомнав дека нашите млади, една група на наши млади тинеџери кои снимија своја песна, тие се и композитори и писатели на песната, што сега ќе ја слушнеме, мислам дека ќе биде пуштена. Тие учествуваа на тој надпревар. Тоа не беше надпревар, тоа беше песни во прослава на Господа од 12 земји од Европа. Учествуваше и Македонија со песната, што нашите млади ја отпеа. Навистина беше убаво да учествуваат. Најмлади беа секако по години, тоа се млади тинеџери, но со исполнет дух да го прослават Господа и на оваа такмичење. Не се делија награди таму, не се делија ни диплома, ни пари, меѓутоа ние учествувавме и ги гледавме и усвоја солидно место од 12 земји, значи кои се надпреварува. Па еве во наредните 2-3 минути ќе можеме да ја видиме песната. Да, ово добили, значи сега добиваме да режија информација, награда од публиката, бидејќи беа најмлади и беа прогласени најдобри од публиката кои ја пратија. Тоа беше во сабота навечер, можеби и вие пратевте. Јас ја објавив таа снимка на Адвентистички информатор, таму може да ги видите сите останати 12 песни кои беа изведени, меѓу нив беше и нашата млада група од Македонија. Ако е песната подготвена, еве сега ќе одиме со песната на нашите млади. Surrounded by everyone, still empty inside. My soul reaches now. Are you there? Oh, do you hear my thoughts? Does my voice come through, breaking the light? Do you listen now? Oh, time is running fast, and I'm still behind, waiting for my train. Are you there when nobody listens to me? When people move on and I'm stuck, are you there? There, trapped by myself, are you there? Or is this just a lie? Life is just too hard when I don't know my path. Stuck in the same place again, nowhere to go. But I
When people move on and I'm stuck, are you there? There, trapped by myself, by myself. Are you there, or is this just a lie? Somehow I'll be safe. Somehow I'll be free. Right now I'm waiting for you. Are you there when nobody listens to me? When people move on and I'm stuck, are you there? There, trapped by myself, by myself. Are you there, or is this just a lie? You are there, and you will bring the light. Ете, тоа беше песната со која настапија нашите млади на ова Евровизија во рамките на нашата црква на трансевропското оделение. Значи, освоиле прво место од публиката, а од жирито 8 место беа, меѓутоа како е да е, од 12 земји, еве, нашите млади не охрабрија, односно ги охрабрија останатите млади да пишуваат песни, да компонираат и на тој начин да го прослават Господа. Не е во прашање такмичење, како некои што сака тоа да го представат во лошо издание, во лошо светло, туку да се прослави Господа, да им се даде еден стимуланс на младите, на вистина да ете и на овој начин од повеќе земји на својот јазик или на јазикот кој се говори во Европа, на англискиот, да ете и на тој начин го прослават Господа и Спасителот Исус Христос. Би сакал сега при крајот нова емисија, почитувани гледачи, уште еднаш да ви ја препорачам книгата Новиот Завет, односно дел од Библијата, како што зборува во текот на емисијата. На жалост, во прилеп се палеше ова книга, Светото писмо, Библијата. Ние имаме и тој превод на Библијата, Новиот Завет, ако сакате, може да ви подариме за вашите деца, а и за вас самите. Значи, тоа е Библија за млади, Новиот Завет, а ова е издание, значи, преводот е на Библиското удружение од Скопје. Убав превод со пропратни текстови од страна, така да доколку имате желба и потреба да имате ваков вид Нов Завет во вашата библиотека, да го читате, еве ви стоиме на располагање, може да ви го испратиме овој Нов Завет по пошта на ваша домашна адреса. А вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви нудиме бесплатна дописна библиска школа онлайн, значи не мора да одите во пошта, не мора да праќате писма, туку ќе влезете во вашиот компјутер, на Google ќе напишете Библијата зборува.мк и таму ќе ги видите сите информации како да ја проучувате ова онлайн дописна библиска школа. Одиме сега да ја видиме и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува.
Ova web stranica je kreirana za da vi obezbedi sveobuhvatno, organizirano i temeljno proučuvanje na Biblijata. Kursevite se besplatni i bez obvrski. Možete da go sledite vo koje bilo vreme toga škoga vam vi odgovora. Na raspolaganje imate slednive kursevi: biblijska arheologija, biblijski proroštva, za verata i verovanjeto, biblijski sovjeti za zdravjeto, biblijski sovjeti za brakot i semejstvoto. Zapoznajte ja Biblijata, Sveto pismo na Stariot i Noviot zavet preko kursevite na internet ili vo pečatena forma. Evo poleka dojdovme do krajotenova naša denešna utrinska emisija Dobro utro, emisija koja se emitova sekoj ponedeljnik i petok su početok vo 9 časot. Mi prostanova se da vas počituvni gledajući, da ve pozdravam, da vi posekam ubava rabotna sedmica i ubav ponedeljnički den. Kako što kažavme, deneska je 9. januari, 9. den vova tekovna nova godina. Ostanete su zdravje, budete radosni i veseli i neka Gospod ne čuva site nas. Nova sredba, vi zakažavam ako Bog dade, živote i zdravje se gledame vo petok, su početok vo isto vreme vo 9 časot, a do togaš ostanete su zdravje. Počituvani prijatelji, vi pokanuvame da je sledite našата nova utrinska emisija pod naslov Dobro utro na radio Glasna nadešta. Sekoj ponedeljnik i petok su početok vo 9 časov. Emisijata ke izabilova su novi sudržini i prilozi. Programata ke se emitova vo živo o studijoto, a ke se emitova na Facebook stranata na radio Glasna nadešta. Se gledamo.